Веднаш по дневникот започнуваме со најновото издание на емисијата Спорт Плюс, предпоследно издание за оваа 2016 година. За сите вие кои не следите секоја недела, знаете дека во Спорт Плюс ги имаме најдобрите спортисти кои постигнале значајни резултати и успеси. Во денешното издание ќе зборуваме повеќе за гимнастиката како спорт, за каков спорт станува збор, кои се дисциплините кои се изучуваат во гимнастиката, која е идеалната возраст за да се започне со овој спорт, што се е потребно за да се биде гимнастичар и кои се придобивките и позитивните страни на гимнастиката. Нови прашања одговор има мојот денешен гостин Николче Колев, тренер во гимнастичкиот клуб Кочани, професор по физичко воспитување и селектор на македонската гимнастичка репрезентација. Добро дојдовте во Спорт Плюс. Добро ви најдовме и благодарам за поканата на вас и вашата телевизија. Така, како што кажав, вие сте тренер по гимнастика, имате клуб во Кочани, имате постигнато досега значајни резултати и успеси, но за тоа малку подоцна. Ајде, предлагам да ги запознаеме нашите гледачи што всушност представува гимнастиката и колку е застапен овој спорт во Македонија. Па гимнастиката е еден базичен спорт со кој што според мене како професор по физичко треба да започне секој дете во најрана возраст. Тоа значи дека овој спорт опфаќа голем број на активност на мускулатурата и коскано-зглобниот систем, а тоа допринесува значи самата структура на справите кои што се застапени и дисциплините, така да ги наречеме во овој спорт. Така допринесува да сите мускули, особено мускулите на грбот, на рацете, на раменскиот појас, каде што во денешно време сме запознаени дека со деформитетите кај дечињата во она помала возраст, каде што после доаѓаат до оние сколиози, кифози, лордози и така натаму. Така да самата структура на справите доведува овие мускули да се активираат, да бидат активни и да дојде до една градба правилна, се разбира, во најраната возраст од детето, така да потоа прерасне во едно права изградено тело. Секако дека овој спорт е базичен, велам базичен, затоа што во овој спорт моториката и моторичките способности се најдобро развиваат. Тоа се координацијата, флексибилност, еластичност, издржливоста, силата и така натаму, окретноста. Сето ова доведува значи да биде база, да се створи на ова моториката, на моторичките способности на еден вежбач, така да може да биде одрзна даска подосна за некој друг спорт. Не мора да продолжи со овој спорт, затоа што подосно ќе објасниме дека во овој спорт има некои, како и во другите спортови, професионалности, значи каде што треба да биде складно со висината, тежината, градбата, а тоа доведува сето до некои гени кои што ги носи детето за да прерасне во некој врвен гимнастичар. Меѓутоа, како тренер и како професор по физичко, не е ова тендициозно дека треба, затоа што јас сум тренер по гимнастика, дека треба да тренираат деца само гимнастика во почетокот, меѓутоа пливањето и гимнастиката се почетни спортови со кои што треба да започне едно дете за да се развие во една индивидуа кој што ќе биде правилно изградена. Така, кај вас во Кочани, значи напоменавме дека имате клуб по гимнастика, гимнастиката се дели на повеќе гранки, така да кажеме, односно дисциплини. Која дисциплина, односно која гранка кај вас се изучува? Па ова е значи точно спортска гимнастика. Гимнастиката како гимнастика има нели ритмичка гимнастика, спортска гимнастика, сега има фитнес, тие се сите под онаа гимнастика или во европските и во светските делови се како интернационална
Федерација по гимнастика и овие сите спаѓаат под неа. Ние ја изучуваме спортската гимнастика кај нас во Кочани и оној дел што кажав ја рекреативна гимнастика, каде што може да членува секој дете, без разлика дали тоа ќе биде надарено потоа да продолжи со некој врвена гимнастика или да се надпреварува, значи може да вежба како дел од рекреативна или јас ја нарекувам корективна гимнастика, може и превентивна, со цел да се делува значи на мускулите и коскојно-зглобниот систем на телото за да биде изградено во една правилно изградена индивидуа. Така. Иначе како дисциплини, не е тоа дисциплини, туку тоа се справи во спортската гимнастика. Во машката спортска гимнастика ги има 6, а во женската спортска гимнастика ги има 4. Така, може малку поконкретно да се запознаеме. Во машката спортска гимнастика се значи вратило, разбој, кругови, партер, прескок и коњ со рачки, тоа се 6, додека во женската гимнастика се двовисински разбој, прескок, партер и греда. Тоа се значи тие справи кои што се надпреваруваат надпреварувачите во ова спортска гимнастика. Така, конкретно кај вас во клубот се исклучуваат сите, ние ги имаме сите справи. Може би не се лиценцирани по оние лиценци кои што ги има оние врвни гимнастички центри, меѓутоа на број секако дека ги имаме сите. Така. Имав прилика денеска да го посетам и вашиот да ја посетам вашата фан страна на Facebook, односно клубот, гимнастичкиот клуб Кочани, и забележав дека има доста голем број членови, многу дечиња. Да се запознаеме со клубот, колку време постои гимнастичкиот клуб во Кочани, колку членови број, која е најмалата возраст која што членува во клубот? Гимнастичкиот клуб Кочани постои од 1910 година. Минатата година ние во Кочани на купот кој што го организиравме прогласивме 105 години постоење. Значи со оваа година 2016 веќе е 106 години постоење. Кочани како град е еден расадник на таленти во гимнастиката, во кој што има и доста значајни резултати постигнато во целиот овој период. Значи не само во мојот период и претходно, значи има оставено доста имиња во гимнастиката кои што допринеле со своето вежбање, во делот на тренерскиот дел, во судењето и така натаму. Инаку како спорт во Кочани ја може да се пофалам дека овој спорт е можеби во првите 1-2 спортови кој што е популарен во Кочани. Меѓутоа, за жал во Македонија во целост доколку земеме, мислам дека гимнастиката не го зафаќа она место во кое што секако го заслужува, да се даде еден поголем допринос во делот на финансирањето, во делот на справите и слично. Затоа јас и на вас и на вашата телевизија сум благодарен. Јас веќе 9 години сум тренер. Ова е прва телевизија која што од национално ниво, да речеме, не повикала да промовираме еден спорт во Македонија кој што сметам дека треба да заземе некое значително место. Така, второто прашање ми беше колку членови брои клубот и возраста која што ја има кај вас. Да, ние како клуб броиме околу 60 на членови, секако дека варира во зависност од периодот оваа бројка, можеби и до 80 ќе стигне. Инаку, исто така како подсекција, јас држам часови во Виница, во училиштето Славчо Стоименски. Тие настапуваат за клубот по гимнастика од Кочани, меѓутоа таму ги држиме часовите 2 пати во неделата, затоа што справите ги нема таму сите. Ние дел од федерација, дел од гимнастичкиот клуб од Кочани бевме донирале таму справи, така да оние дечиња кои што се надпреваруваат ги дополнуваат часовите во Кочани. А идеална возраст што треба да се започне, тоа е според мене од 4 годишна возраст, 4 до 5 да биде. Инаку периодот од 4-та година до 7-та година, тоа е периодот во кој што детето ја развива својата моторика. И е многу битна, значи затоа и претходно кажав ја дека е добро да се започне со овој спорт, затоа што во гимнастиката се застапени неприродни движења.
како колути, звезди, висечи справи во кои што реков кои мускули се точно активираат, а во тој период децата значи освен пред компјутерот и неле пред домашно време, и ова, време. сите тие мускули се многу неактивни и потоа доаѓа до оние деформитети кои што ги напоменав претходно. Така, еве вие како тренер, што најчесто ги советувате помладите, односно дечињата, освен тоа што доаѓаат и вежбаат на тренинг, давате ли им некои совети во однос на компјутери, телефони, новата технологија? Па, секако дека и да, компјутерите се неизбежен дел од ова секојдневние модерно секојдневие. Меѓутоа, моите совети се значи што помалку време да поминат пред компјутерот. Значи, и она што ќе го поминат да биде неле да биде корисно за она што е потребно, дали можеби ќе е за училиште нешто да е или еве сега дават и домашно некое на компјутери, меѓутоа оние игри кои што ги играат и по 3, 4, 5 сати да седе пред компјутерот во некоја неправилна положба, која што е лоша не само за работниот стол, туку и за очите, и за главоболки во таа возраст и така натаму. Родителите во оваа возраст децата да не бидат активни дома, најлесно им е да ги дадат да играат некои игри пред компјутерите и мири тишина ќе биде во куќата. Меѓутоа, моите совети се што повеќе да поминат време во салата, на часовите по физичко воспитување да ги посетуваат, да бидат активни таму, затоа што здравието е најскапа работа во животот. Сето друго, додека не вложиш, значи можеш само да изгубиш. Ајде малку да позборуваме за вашите успеси и резултати. 2016 година, како ја паметите, каде се настапувавте, имав прилика да, колку што да забележав на вашиот Facebook профил, дека сте настапувале на државно првенство во Битола и секако последниот беше во Нови Сад. Па ова 2016 година исто така ќе ја завршам како успешна година. Имаме 4 државни прваци во своите категории, и двајца имаме вице шампиони, значи во своите категории. Машката екипа е прогласена за најдобра машка екипа, а јас сум прогласен за најдобар машки тренер за 2016. Оваа година исто така имавме и забележителен успех на меѓународно ниво. Тоа се турнирите во Нови Сад и во Благоевград, Бугарија. Во Нови Сад Антонио Јаношевик во помлади пионери, значи тоа е категорија до 9 години. Забележа второ место во повеќе бој, влезе во финале на справи на Коњ Сорачки, беше четврти, Вратило беше седми и Разбој беше пети. Додека Јана Николова исто така беше финале на справи во Благоевград, беше пето место на двовисински разбој, седмо во повеќе бој и шесто мислам дека беше прескок. Така да овие резултати, доколку ги земеме условите во кои што работиме и доколку се споредиме со оние надпреварувачи кои што беа на надпреварите, еве вклучително во Нови Сад, 14 држави беа, меѓу кои некои велесили во гимнастиката како што се Романија, како што е Франција, Германија, Словенија, Хрватска и така натаму, да не ги бројам сите држави. Овој резултат е доста висок и јас затоа сум задоволен. Може би некој ќе рече, јас сум задоволен само во 8-те финалисти да вежба, значи секоја справа има 8 најдобри кои што вежбаат наредниот ден во финале. Јас ќе сум задоволен, значи да влезе само во финале на справи во 8-те најдобри, без разлика дали ќе земе некој од првите 3 места. Така, еве, вашите успеси и резултати се доказ за тоа дека имате и добиено стипендија на ваши членови од Агенцијата за млади и спорт. Што ова значи за вас како тренер? Да, оваа година, поточно за 2015 резултатите годината, што ја поминавме, 4 наши надпреварувачи добија стипендија за млади надежни спортисти. Значи, еве на благодарност и до Агенцијата за млади и спорт. Ова секако значи и за мене како тренер, а секако и за дечињата да продолжат со една активна работа, сето она што го вложиле, значи да овие ова парични средства да ги вложат секако во дел од опрема, во дел во исхрана, во дел од припреми
и така натаму, со цел да постигнат една мотивација за нив, значи да постигнат и поголеми успеси, дека државата не ги забравила и дека се надевам дека ќе ги поддржи во другите нивни успеси понатаму кои што ги постигнуваат. Така. Да позборуваме малку и за репрезентацијата. Вие сте селектор на македонската гимнастичка репрезентација. Каква е ситуацијата таму? Има ли членови? Во репрезентацијата ситуацијата е малку од финансиски гледен аспект е многу тешка. Минатата година може да се пофалам дека ние имавме еден представник на Европската младинска олимпијада која што се одржа во Азербејџан. Имавме припреми со кои што бевме со Иван Крстевски во Романија 12 дена, во Букуреш во еден центар каде што тренираат најдобрите светски гимнастичари, да не ги набројувам, олимписки и светски од типот на Маријан Драголеску, Јон Сиуциу и така натаму. Имавме едно добро искуство таму. Исто така во Азербејџан на младинската олимписка можеби не зедовме некое значително место, некоја награда во првите 8 или првите 3. Иван Крстевски беше 44-то место на кругови од вкупно 89 надпреварувачи, мислам дека беа. Така да сепак во делот на она што е вложено, пак ќе кажам, и она што е добиено, и ова е солиден резултат. Со цел дека доколку се вложи повеќе, јас сум убеден доколку се вложи во условите, во инвестирање на овие спортисти, на тренери, на стручни лица, јас сум убеден дека Македонија има таленти по гимнастика и дека може да земе и позначително место. Што мислите, што е она што недостасува за да овој спорт, дали промоцијата важна, еве како ние како медиуми или можеби како што кажавте инвестирањето, финансиите, што недостасува за гимнастиката да напредува нанапред? Па за почеток треба недостасуваат професионални сали. Значи ние во Македонија освен во Битола и во Скопје не си и тие, еве да ги речеме, некои професионални сали, меѓутоа се во подобра кондиција со тоа што имаат посебни јами. Така. Тоа се ископани, еве да речем, дупки кои што се наполнети со сунгири и со душици во кои што се изведуваат посложени елементи. Дупли салта, пируети и така натаму, со кои што овде нема асистенција. Еве за разлика ние овде во Кочани ги немаме тие јами, а асистенцијата на такви сложени елементи е многу потешка. Јас не можам како тренер да се нафатам да држам некој сложен елемент, доколку затоа што јас сум човек доле брзината која што се изведува елементите не е невозможно. Значи тоа се вежба само во такви специјални ископани јами во кои што се повторува повеќе пати елементот додека не се научи, се додека не дојде до изведба на еден душек во кој што може да го изведе целосно елементот. Ние овде во Кочани го немаме тоа, меѓутоа само го имаме во Битола и во Скопје. Други сали се во... Ова нека биде еден апел до надлежните доколку не гледат да реагираат, бидејќи како што кажавте, навистина имате доста таленти, доста професионални дечиња што би можеле во иднина да се занимаваат токму со ова. Така, секако дека ова е апел. Ние имаме една најава дека во март ќе почне во Скопје во делот кај Борис Трајковски одобрение дека ќе почне да се гради една сала професионална со професионални лиценцирани справи. Така да се надевам дека ова ќе стане и реалност. Имавме одлука од Федерацијата и за во Кочани и во Битола. Од делот на владеачката гарнитура имаше одобрение за во Скопје и во Битола, во Кочани се уште нема. Се надевам дека со текот на времето и таму ќе почне да се гради, па еве Кочани како еден, можам да кажам дека и во Македонија, град со традиција во гимнастика, дека заслужува една ваква професионална сала. Така. Како што кажавме на почетокот, уште една недела не дели до крајот на оваа година, па еве нешто да ни откриете за наредната година, за 2017 година, дали планирате некои настапи надвор од државата, на некои првенства, можеби ќе вклучувате нови членови во вашиот клуб? Па секако дека планираме, се зависи од делот на финансиите, од тоа како ќе е во кондиција Федерацијата да ги финансира. Во април месец имаме Европско првенство,
Јас како селектор на листата ги имам значи двајца сениори, тоа се Иван Крстевски и Дино Бошњак, во кои што се надевам дека ќе се изнедат средства федерацијата да учествуваме на овие големи надпреварувања од типот на моментално е европското првенство. Во другиот дел, значи турнирите кои што се застапени во Бугарија, во Србија, Словенија, се надевам дека и таму ќе учествуваме со оние помали категории во кои што секако еден гимнастичар се гради од помалите возрасти додека дојде до еден изграден сениор за да покаже некои посложени елементи. Овие од делот на помалите категории планираме да учествуваме во овие соседните земји, од поголемите значи тоа е европското првенство кој што ќе се одржи во Романија. Така, сосема за крај да напоменеме во вашиот клуб дали може секој да дојде да членува, кога се вршат уписите и каде се наоѓа клубот? Уписите значи ги започнуваме обично со текот на годината во септември, меѓутоа вршиме уписи и тековно. Секако дека дечињата кои што доаѓаат, отворена е вратата за сите дечиња, без разлика дали тоа реков ќе биде надарено за гимнастика, дали можеби ќе дое во делот на рекреативниот дел да се активира, да се социализира, да се дружи, секако отворена е вратата. Јас како тренер подоцна ги селектирам децата, се разбира тоа е моја работа во делот на оние критериуми кои што гимнастиката за си ги бара. Тоа е делот на висината, на тежината, складноста на мускулатурата, добро развиен раменски појас, одскочност и така натаму. Има една заблуда која што јас секогаш ја кажувам кога ќе излезам на телевизија дека од гимнастиката не може да се порасне. Значи има некои родители кога почнав како тренер, вика нема да порасне онако доаѓа на гимнастика. Значи гимнастиката како спорт нема да допринесе да не порасне во висина детето. Тоа се разбира дека се гени во кои што неле си ги носи од своите родители. А доколку тренира гимнастика, значи не е дека нема да порасне. Гимнастиката како спорт во кој што доколку сака да продолжи со некоја врвна гимнастика и за поголеми успеси, детето се разбира и од страна на тренерот и тоа самото ќе увиде со текот на тренингот дека неговата висина, оние пониските, подобро развиените со полесна мускулатура, полесна килажа, а со силна мускулатура, значи ќе се издвои во делот на оние програми кои што се разбира ги има, нели ние како категорија ги имаме во федерацијата и во надпреварувачкиот систем. Во категориите до 9 години ние имаме вежби во А-лига. А-лига е лига во која што се надпреваруваат дечиња со посложени вежби. И имаме Б-лига, оние кои што реков дека може да учествуваат и дека не се, да речеме, не се толку надарени за овој спорт, меѓутоа тоа се вежби кои што се полесни програм од А-лига и може да учествуваат, тоа се вежби. Јас како професор по физичко 80% до 90% треба да ги прават. Тоа не се тешки вежби за оној Б програм, од звезди, стоеви на раци, значи нишења на разни разбои, вратило и така натаму, кои што можат да ги изведуваат и кои што можат да учествуваат. Со текот на тренингот понатаму, детето само се селектира во однос на програмот кој што иде потежок и потежок. Се разбира дека она дете во кое што ќе добие во висина, во тежина, ќе осети дека не може да ги изведува вежбите и потоа самото се преодредува самото се одредува во која во да иде во друг спорт, а не дека гимнастиката е спорт во кој што не може да порасне во висински. Тоа го разјаснивме. Тренере, сосема за крај, доколку нешто испуштив, доколку сакате да го споделите со нашите гледачи, еден совет до сите млади дечиња. Мој совет, значи сите дечиња да се ангажираат да спортуваат, не само гимнастика, можеби гимнастиката има во неколку града во Скопје, меѓутоа својот денешен ден, еден период од него да споделат, значи дали е во школа, дали во некој клуб, да се активираат спортски, да бидат активни
секако дека она што ќе го вложат во самите себе, во некој спорт. Еве, конкретно јас сум во гимнастиката. Во гимнастиката, кој што ќе добијате една самодоверба, дисциплина, социјално ќе се изградат. Гимнастичарите се едни спортисти кои што се со најголема самодоверба. Така да, еве еден мој апел, пред компјутерите помалку да поминуваат време, повеќе во салите да поминуваат своето време. Здрав начин на живот. Да. Тренере, ви благодарам многу што одвоивте време да бидете денешен гостин. Ви посакувам многу среќа и успех во наредната 2017 година, па да се видиме за следен ваш успех. Секако благодарам и јас на вас за вашата покана, па се надеваме дека ќе се видиме и за некои поголеми успеси. Така, благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше се во денешното издание на емисијата Спорт Плюс. Зборувавме повеќе за гимнастиката како спорт. Се надевам дека еве на некој начин придонесовме да еве вие младите дечиња и да почнат да се занимаваат уште од мали години. Доколку нешто пропуштивте од денешното издание на Спорт Плюс, веќе репризното е утре од 15 часот. Ви благодарам на вниманието, се гледаме повторно наредната недела.